Следното засолниште е така наречен триаголник или на англиски они го викаат body bag и ова е веројатно најзатвореното, најниското засолниште со шаторско крило. Затоа треба да се стави средината на шаторското на основната линија и со 4 колчиња да се прицврстат овие крај. Значи не самиот крај, туку следниот луп после солништето. Истото и на оваа страна. Тука. Под него. Овде. Десиме на другата страна. Сега може да видите зашто се нарекува триаголник или body bag, вреќа за тело на англиски. Ќе влезам од таа страна. Ова е триаголник за солништето. Нема многу простор, но е најзаштитено од секаков вид на временски непогоди. Има место само колку за ранецот и тоа е тоа. Основната линија веќе ни е поставена и секогаш кога ги поставуваме од висина на глава до половина, зависи колку сте високи, зависи на кое ниво сакате да ви биде засолништето и колку растојание би требало од земјата, колку сте високи. Следново засолниште е така нареченото Адирондак засолниште. Името доаѓа од планинскиот масив Адирондак во Соединетите Американски држави. Значи за тоа засолниште се зема едниот ќош на шаторското, се префрла преку линијата и не првиот на вториот крај. Исто тука, не првото на второто. Значи овој триаголник да биде преку засолништето. Сега со дрвце на прусик јазолот се прицврстува. Тука. Истото го повторуваме на другата страна. Со овој прусик. Не се обтегне долу. Сега, од другата страна, истите точки се прицврстуваат за земја. Значи, паралелно со оваа точка е бараме следната. Повторуваме на другата страна.
Следните две точки кои треба да ги прицврстиме се страничните ѕидови. Ѕидот овде, зидот на таа страна. Едно јаже. И за ова може да се користи парче дрво или стека за планинари. Тука со обичен прост јазол. Само правиме круг и може да го имаме тука. Така. Добро е што таа висина што ни е потребна е 1,20 м, точно колку што е стеката. Тука можеме да користиме јазол кој се нарекува констриктор, каде што знаеме дека кога ќе прицврстиме тука, нема да попушти и нема да се лиска. Треба да отидеме понатаму. Точно тука. И ќе се земеме едно колче за да го прицврстиме долу. Значи го имаме покривот паралелно. Ова ќе го прицврстиме колку што може тука. И следното колче овде. Тука може повторно врземе лизгачки јазол, за да можеме тензијата да ја подесуваме. И како даваме тензија на ова, така засолништето го добива потполниот лик со тоа што треба да се прицврсти одново. Тоа е тоа. Ова е Адирондак бушкрап за солниште. Предност е што имаме голем простор. Тука комотно може да се засолнат тројца возрастни. Сме заштитени скоро од сите страни. Можеме исто така да имаме оган овде блиску до нас и топлината да кружи околу нас и да поминеме добро време. Така да ова е Адирондак за солништето. Одиме на следното. Следното за солниште е така наречен шатор од шаторско крило. Така да ова е најблиску до она што личи на шатор или функционира како шатор. Ќе ни требаат неколку колчиња, па ќе кажем, може вакви алумински, може дрвени, но ќе се постави шаторското на земја и првен се почнува од задниот дел. Така да ако сакате тоа да ви биде вратата, да ви биде отворот, се почнува од оваа страна. Не се прицрстува ќошот, туку двете најблиски точки до ќошот. Значи првен овде. Па овде.
Не ќошот, туку најблиску до ќошот. Следната е ова. Гледаме да е добро затегнато од сите страни. Овие ќоши ги суваме внатре. Сега доаѓаме до предниот дел, односно ја земаме крајната точка, но не ја прицврстуваме тука, туку ја прицврстуваме на ова место плюс можеби 10 сантими навнатре. Значи, оваа точка ја поместуваме тука и плюс 10 сантими навнатре и прицврстуваме затегнато. Тука следното повторно исто. Значи, крајната точка на ова место плюс 10 сантими внатре. Тука. Зависи од тоа колку сакате биде отворено засолништето, толку може да правиме широко или тесно. Сега за следниот дел ни е потребно дрво или повторно стека за планинарење. Имаме потреба да сечеме. Тоа ќе го направи столбот на засолништето. Повторно, колку отворено или затворено сакате да биде, ќе подесувате висината на столбот. Значи, се зема, ако е дрво, само треба внимавате да биде мазно или да ставите од озгора бандана или пар чорапи, за да не се пробие шаторското крило. Инаку вака нема проблем. Значи, со стеката влегуваме внатре и ова да го поставиме на средиштата. Ред. Сега е подигнато засолништето, но сега тоа што треба да направиме е страничните завеси да ги прицврстиме заедно со ова. Ќе земеме неколку јажиња. Најнапред можеме и да го прицврстиме и тука. Страните. Кога веќе ги имаме прицврстено овие краеви, можеме да земеме две јажиња. Повторно еден прост јазол на крајот, колку да се направи нешто вака. И ја земаме оваа точка, значи не средишната, каде што ќе биде влезот, тука земаме оваа точка и ја носиме назад. Овде каде што повторно со лизгачки јазол ќе го прицврстиме. И ја затегаме едната завеса, сега одиме на другата страна. Повторно исто. Сега оваа завеса. За овој дел овде.
И на крај, последниот момент, овој дел на заслоништето треба да го прицврстиме тука напред. И на крај, овој дел го прицврстиме негде овде. Не смета. И ова е шаторот. Секако може да се затегне дополнително, ако сакаме. Овдека. Ова е бушкрафт шаторот со шаторско крило. Значи, гледаме дека е најзатвореното засолниште. Има влез, но сепак внатре е доволно големо за двајца возрастни или еден возрастен со опрема да престојува. И ова е веројатно најсилното засолниште за било какво време. Така да, бушкрафт шаторот. Поздрав!